Полициски Land Rover загубил контрола и се превртел на покривот, при што возачот и тројцата сопатници се повредени, а потоа и пренесени во Тетовската клиничка болница, пошто се пуштени на домашно лекување. Сообраќајната несреќа се случила на автопатот Тетово-Гостивар во непосредна близина на клучката за камењање вчера вечер околу 20 часот и 45 минути. Возилото било управувано од 33 годишен полициски службеник, а во несреќата учествувал и 65 годишен пешак кој минал без повреди. СВР Тетово информира и за уште една сообраќајна несреќа предизвикана од пијан возач. Имено вчера вечер околу 19 часот и 20 минути на улица Видос Милески Батово Тетово, патничко возило Голф со тетовски регистерски таблици, што го управувал 55 годишен жител од Сарачино, загубило контрола и удрило во 3 паркирани возила, Застава Рива и 2 Мерцедеси, сите со тетовски таблици. Од удирањето возачот на Голфот, кој бил под дејство на алкохол, задобил телесни повреди, пренесене во Тетовската болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Извршени увити се расветлуваат причините и се друго поврзано со несреќата. Првично причина е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Во полицискиот билтен информација и за нарушување на јавен ред и мир во дворот на Средно училиште во Гостивар. По претходна расправија во која учествувале 3 ученици од една страна на возраст од 15 и 18 години и 17 годишен ученик од друга страна. 17 годишниот гостиварец најпрво ги навредувал пошто извадил нож и нанел расекотини на едниот во левата надколеница, на другиот во грбот и на третиот на двете раце. Тројцата повредени ученици од Врапчиште пренесени се во Гостиварската болница, укажана им е помош и пуштени се на домашно лекување. 17 годишниот ученик пак е приведен, разговарано е со него, пронајден е и ножот кој во меѓувреме го фрлил кога го напуштил местото и по целосното расчистување на случајот ќе се соочи со поднесок.